Најново издание на регионалните вести. На 10 дена пред дочекот на новата година Тетово не е украсено. Наместо предновогодишна атмосфера во градот како се уште да владее изборна атмосфера, судејќи по плакатите кои се уште висат по бандери, наместо новогодишни украси. Тетово на само 10 дена пред дочекот на новата година не е украсено. Наместо предновогодишна атмосфера во градот како се уште да владее изборна атмосфера, судејќи по плакатите кои се уште висат по бандерите, наместо новогодишни украси. Тетовци сметаат дека досега градот требаше да биде украсен, па дури и скромно, со цел да се подигне расположението кај граѓаните. Треба да се украсе, да се биде малку што треба, нели? Украсено, убаво за сите и така. Мора да направиме нешто, нели? Да се радуват деца, внуци. Треба да биде поубаво, ама нема пари. Па нема ништо. Требало, ама нема валјда кој да ви украси. Од општина Тетово по електронски пат ни одговорија дека веќе е изберана фирма која ќе врши новогодишно украсување на градот, но не прецизираа кога истото ќе започне. Како што таму наведоа, годинава ќе се украсува градскиот плоштад и градските улици. Организиран дочек на новата 2018 година на градскиот плоштад годинава нема да има, затоа што се уште не е избран претседател на Советот на општина Тетово, па според тоа нема да може да се одржи седница на која ќе биде изгласана програмата, се вели во одговорот на општина Тетово на нашето новинарско прашање. Што се однесува до изборните плакати кои освен што веќе не смеат да бидат таму кај што се, истите го наградуваат градот. Законски организаторите на изборната кампања беа должни во рок од 30 дена по завршување на изборите да го отстранат сметот од плакатите. Доколку не се запази рокот, јавното комунално предпријатие ја презема обврската, но во овој случај следува глоба за партијата која не се погрижила на време да ги отстрани изборните плакати. По повод 60 годишнината од потпишувањето на договорот во Рим кога е формирана Европската економска заедница, на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово се организираше изложба под наслов "Уште поблиску Унија". На изложбата беа прикажани договорите на кои се темели Европската Унија и нејзиниот развој. Евроамбасадорот Самиуш Богар истакна дека Европската Унија не е само економска заедница, туку нешто повеќе. Солидарноста и почитувањето на човековите права се главните карактеристики на Унијата, кои треба да ги почитуваат сите земји членки, нагласиш Богар. Тој е оптимист дека наредната година е клучна за интеграција на земјите од Западен Балкан во Европската Унија, вклучувајќи и Македонија. So I'm sure that if all political parties as well as all ethnic groups. И јас сум сигурен и убеден дека ако сите политички партии во земјата и ако сите етнички групи во земјата се обединат околу едната единствена цел, ако направат неповратни чекори во испорачување на реформите во судството, во јавната администрација, како и безбедносниот сектор, ако ги направат сите напори за да го сменат однесувањето, менталитетот во вашата земја, јас сум повеќе од сигурен дека ние ќе видиме прогрес и во односите помеѓу вашата земја и Европската Унија и дека конечно следната година ќе можеме да дојдеме до долго очекуваната цел и долго посакуваната цел, а тоа е отварање преговори со Европската Унија. На настанот се обрати ректорот на Универзитетот на Југоисточна Европа Замир Дика. Денес го славиме потпишувањето на договорот за основање на Европската економска заедница од 1957 година, значи 60 години порано, наследен од договорот за основање на Европската заедница и договорот за функционирање на Европската Унија. А заедно со договорот за основање на Европската заедница за атомска енергија, наречени договорите од Рим. По повод 60 години од потпишувањето на договорот на Рим, на Универзитетот на Југоисточна Европа се одржа и дебата на тема Еднината на Европската Унија, 60 години од потпишувањето на договорите од Рим. Турската амбасадорка Тулин Еркал Кара вчера беше во посета на општина Гостивар. Амбасадорката се сретна со градоначалникот Таравари, а посети и неколку јавни и верски институции во градот. Амбасадорот на Република Турција во Македонија Тулин Еркал Кара вчера престојуваше во Гостивар и оствари средба со градоначалникот Арбен Таравари.
На средбата се разговараше за соработката меѓу Турција и турските општини со општина Гостивар. Öncelikle ben değerli belediye başkanımıza, Gostivar belediye başkanımıza hayırlı olsun. Денес сум тука за да му ја честитам градоначалничката функција на господинот Таравари. Од последните локални избори што се одржаа тука, помина околу 2 месеци и затоа сакав да дојдам што поскоро и да му честитам на градоначалникот. Тој за нас е многу важен пријател. Општина Гостивар има значителен број турско население и убедени сме дека актуелниот градоначалник несомнено ќе ги поддржува турците како заедница во Гостивар. И градоначалникот Таравари изјави дека очекува добра соработка со турската амбасада и дека се надева на поддршка и инвестиции за Гостивар од Република Турција. Гостинката и домакинот пред почетокот на официјалниот дел од средбата си разменија символични подароци. Амбасадорката Тулин Еркал Кара во рамки на вчерашниот престој во Гостивар посети и неколку јавни и верски институции во градот. Жителка на Брвеница го пријавила својот сопруг со кого е во бракоразводна постапка за семејно насилство. Останатите информации од полицискиот билтен се лажна пријава за кражба и сообраќајна незгода. Пијан сопруг вербалната расправија со сопругата ја продолжил со тупаници по главата, ја влечел за коса и го скршил стаклото од светларникот помеѓу приземјето и првиот кат. Семејното насилство се случило вчера околу 23 часот. Набрзо по пријавувањето, БП лишен е од слобода. При лишувањето тој ги навредувал и омаловажувал полициските службеници, задржан е во полициската станица Гостивар и по целосното расветлување на сите поединости ќе се соочи со соодветен поднесок, информира Савара Тетова. Полицискиот билтен информира и за лажна пријава на кражба, имено 28-годишниот ЕК од тетовското село Урвич вчера околу 18 часот и 20 минути пријавил тешка кражба во куќата на неговиот дедо, времено вработен во Италија, а која наводно се случила во периодот помеѓу 15 до 19 овој месец. Нешто подоцна од полициските службеници на Савара Тетово откриено е дека тој самиот го одзел златниот накид, прстени, ќустеки на раквици и гасен пиштол, чија вкупна вредност се проценува на 120.000 денари и му ги дал на чување на неговиот пријател 32-годишниот БА од Тетово. Накидот и пиштолот се пронајдени кај БА и вратени им се на најблиските на собственикот МУ, а против ЕК ќе следи пријава за лажно пријавување. Кражба во Гостивар. Истата ја пријавил 59-годишниот гостиварец АМ вчера, според кого засега непознати сторители извршиле тешка кражба во неговата куќа на улица Питарница во Гостивар, која се случила помеѓу 19 и 21 часот и 30 минути. Откако го скршиле стаклото од подрумските простории, влегле внатре, ги пребарале сите простории и одзеле лаптоп и 3 машки часовници, а од паричник во женска чанта во спалната одзеле 150 евра и повеќе парчиња разновиден златен накид. Вкупната имотна корист со која противправно се стекнале се проценува на 200.000 денари, а причинетата материјална штета изнесува 18.000 денари. На крајот од полицискиот билтен информација за сообраќајна незгода случена ноќеска 15 на минути по полноќ на автопатот Скопје-Тетово, после мостот на Вардар во Желино, кога патничко возило Volkswagen Passat управувано 30-годишниот НР од Копачиндол загубило контрола и излетало од коловоз. Од излетувањето возачот задобил телесни повреди. Пренесен е во Тетовската клиничка болница и по укажаната помош пуштен е на домашно лекување. Според првичните сознанија од увидот, причина за излетувањето е неприлагодена брзина, додека вкупната материјална штета се проценува на 60.000 денари. На психичко насилство најчесто се жалеле жртвите на семејно насилство. Помал е бројот на лица кои биле подложни на физичко, а многу малку граѓани претрпеле економско насилство. Невладината организација Женски форум од Тетово во годината која изминува не евидентирала жртва на сексуално насилство, а вкупниот број на лица кои побарале помош од таму не е поголем во споредба со лани.
Невладината организација Женски форум од Тетово е единственото место каде жртвите од западниот дел на Македонија можат да добијат бесплатна правна помош. Дополнителен проблем е што државата нема единствен регистер на жртви за семејно насилство, а градот нема ниту шелтер центар каде привремено би ги згрижил жртвите. Нивниот број во годината која изминува пак не е поголем во споредба со лани, велат евиденциите на Женскиот форум Тетово. Дали тоа се должи на зголемената освестеност или се должи на тоа дека преку законската регулатива се наметна едно чувство на обезбедување на правото на жената на живот без закани, без притисоци и без физичко и психичко насилство. Меѓутоа, факт е дека во последните години се намалува бројот. Мислам дека и самата закана со казна, самата закана со изрекување времена мерка за заштита си го прави своето, така што, ете, со години наназад, се надевам и во иднина, бројот ќе се намалува реално. Во оваа година, мислам дека најголем број пријавени се пожалиле на психичко насилство, помал број на физичко, многу малку на економско насилство, а на сексуално насилство немаме оваа година жртви, меѓутоа сме имале. Зборувај надвор од дома за семејното насилство. Не дозволувај тоа да те задуши во просторот во кој живееш. Охрабри се и действувај. Со оваа универзална порака, Женскиот форум Тетово ги охрабрува жртвите на семејно насилство да бидат се погласни кога станува збор за нивниот проблем. Сега ние овдека каде што действуваме, знаете какви се традициите, какви се условите. Понатаму имаме препреки во вид на непостоење на шелтер центар, каде што би можеле да ги згрижиме интервентно жртвите. Така да сето тоа придонесува да не можеме некоја универзална порака да испратиме, сепак на крајот останува на слободната волја на жртвата дали ќе ја тера постапката до крај, затоа што и покрај сета заштита правна на хартија, сепак таа е на крајот пак принудена да се врати во истата средина од каде што потекнува и живее со насилникот. Ние сега за сега конечно и решение кое ќе ја обезбеди сигурна заштита немаме, за жал. Според Тимосиевска, успешните приказни на жртвите на семејно насилство вообичаено завршуваат со раздвојување на насилникот и жртвата. За мене успешна приказна може да биде и нивното продолжување на животот, меѓутоа за такво нешто да се случи е навистина потребен многу повеќе напор отколку да се одвојат партнерите, односно жртвата и насилникот. Така што имаме успешна приказна во смисол на тоа дека одвоеноста со завршување на бракот придонела за смирување психичко пред се на децата, на жртвата, на жената, а и нејзино економско зајакнување, појавување на пазар на трудот, вработување и економска независност со која самата се грижи за себе, за своите деца, со финансиска поддршка на поранешниот сопруг. Мислам дека тоа е еден вид успешна приказна. Женскиот форум преку Центарот за правна помош дава бесплатна правна помош на жртви на семејно насилство преку нивниот SOS телефонски број 044 34 34 10. Од Ева на Македонија известуваат дека заради реализација на инвестициони зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија, без снабдување утре во периодот од 9 до 16 часот ќе останат корисниците во село Теарце кон полициската станица, додека од 9:30 до 15:30 областа кај Сушара во село Бањица. Владата ја почна процедурата за продажба на блиндираниот Мерцедес, а со средствата од продажбата ќе набавува неопходни приоритетни материјали и болничка опрема за клиничките центри и некои други здравствени установи во земјава. Мерцедесот, кој беше во сопственост на Министерството за внатрешни работи, премина во трајно владење на владата на Република Македонија, односно службата за заеднички и општи работи, и ова е
почеток на постапката за негово понатамошно отуѓување и заменување на неговата вредност со болничка опрема, процес кој што ќе се случи во наредниот период. Грчкиот парламент доцна синоќа го усвои буџетот на Грција за 2018 година, кој предвидува продолжување на мерките за штедење и по истекот на третата програма за спас во август идната година. Буџетот предвидува продолжување на мерките за штедење и намалување на државните трошоци. Со буџетот е предвиден суфицит од 3,82% и економски раст за 2018 година од 2,5%, додека државниот долг би требало да остане на ниво од речиси 180% од бруто домашниот производ. Владиниот план за спроведување на буџетот опфаќа зголемување на даноците и намалување на пензиите во следните 2 години. Американскиот сенат ги усвои даночните реформи со кои значително се намалува оданочувањето на заработката на компаниите. Се намалуваат и индивидуалните даночни стапки. Според законот, највисоката стапка на доход за компаниите во САД од сегашните 35 се сведува на 21%. Покрај намалувањето на даноците, мерката предвидува укинување на обврската американските граѓани да купат здравствено осигурување, која беше клучна одредба од пакетот здравствени реформи на претходниот претседател Обама. Истражителите од Националниот совет за безбедност на патиштата во САД велат дека возот на авиокомпанијата Амтрак се движел со 2 пати поголема брзина од дозволената, при што загинале најмалку 3 лица, а повеќе од 100 други се повредени. Истражителите се обидуваат да дознаат дали компанијата знаела колкава брзина била дозволена на кривината каде се случи несреќата, јужно од Сиетл. Градоначалникот на Лейквуд, Дон Андерсон, за Гласот на Америка, изјави дека се борел против новата Амтрак линија, која ги преселила брзите патнички возови на помалку користени линии. Кардиналот Бернард Ло, кој беше приморан да поднесе оставка од местото бостонски надбискуп во 2002 година поради скандал со сексуално злоставување, почина во Рим на 86 годишна возраст. Кардиналот Ло беше обвинет за преместување на свештеници педофили од една во друга парохија, наместо да се соочат со обвинувања. По заминувањето од Бостон, тој се вработи во Ватикан, каде работеше до 2011 година. Бостонската надбискупија во јануари 2002 година ја потресоа наводи за сексуално злоставување, кое во текот на неколку децении го извршиле десеттици свештеници. Мексикански новинар е убиен на божична приредба во основно училиште во градот Халаб, во сојузната мексиканска држава Веракрус. Новинарот Гумаро Перес Агиландо на 34 години е убиен во присуство на десетина родители и деца. Тој е убиен од неидентификувани напаѓачи, додека бил на приредбата на неговото дете. Агиландо известуваше за криминалот за повеќе локални медиуми, а работеше и за локалната влада. Во Мексико годинава се убиени најмалку 10 новинари. Елката во Рим, поставена од градските власти, е веќе во ужасна состојба, додека некои жители на главниот град го споредуваат со четка за тоалет. Од елката паднале игличките 2 недели откако била поставена на плоштадот и за граѓаните останало символ на пропаѓање на градот. Се зборува дека дрвото не било соодветно заштитено за време на транспортот од Доломитите во северниот дел на Италија каде растело, како и дека за транспортот биле потрошени 50.000 евра. Рим во последните години е во лоша состојба, има дупки на улиците, купишта ѓубре, несредени паркови, на што се пожали папата Франциско. Времето денес беше претежно облачно со сончеви периоди. Дуваше слаб ветер од северен и североисточен правец. Утринските температури се движеа од -6 до -1, а дневните од -2 до 2 степени. Утре не очекува сончево и студено време со мала до умерена облачност и со слаб до умерен северен ветер. Утринските температури ќе се движат од -6 до -2, а дневните од -1 до 3 степени.
Овде ги завршуваме регионалните вести. Пријатно!